на събранието и поради това се пристъпи да я водим седмица. Иначе, аз съм Илия Димовски, член на председателството и съгласно статутът на НДМ, кој е записник од 9 октомври 2002 година, се утврди денешниот датум на одржување на Централното собрание, како и принципите за избор на делегати од Централното собрание, при што се утврди конститутивното собрание да брои 50 делегати според следната шема. Секоја општина, односно секој општински одбор на НДМ да даде по 3 делегати плюс председателот на општинскиот одбор по функција, а градската организација на Скопје да даде 10. Во досегашното постојање формално правно постојање од 17 јули оваа година. НДМ официјално со своите канцеларии и печати конституира 9 општински одбори, и тоа Тичево, Битола, Прилеп, Кавадарци, Воландово, Богданци, Струница, Велес и Скопје. Покрај од овие за денешната седница се делегирани и делегати од Штип и Кочани, бидејќи имаме основачи на партијата и од овие општини. На денешната седница од поканетите 50 делегати присутни се ќе се изберат, ќе се надополни во ова, мислам во самиот записник, па согласно деловникот може полноважно да работиме. Ја колку можем да забележам, имаме кворум, а бројот колку ќе видите ќе изброи еден од присутните или записничарот и ќе каже колку се присутни. Али според бројот колку можем да забележам, имаме кворум за полноправно да работиме. Исто така, од 15 членото раководство после основањето на партијата, денеска се присутни 10 члена. И тоа, јас, Лазар Чакаровски, Трко Спасовски, Иван Рангелов, Владо Филиповски, Живко Георгиевски, Борче Тофаловски, Гоце Арсов, Богица Петковиќ и Јанко Бачев. Уште на почеток се откажа Стојче Стефановски од Куманово, а од непознати причини не се присутни само тројца Александар Линевски, Драгина Ивановски и Тони Гичевски, кои се уредно поканени. За денешната седница се предлага следниот дневен ред. Вие го имате на дневниот ред при вас, но сепак треба да го прочитаме. Избор на записничар и 20 верувачи на записникот. И верификација на мандатите на делегати, односно комисија за верификација на мандатите на делегати за именување на правилник за избор на делегати за конститутивната седница на Централното собрание. Анализа на изборните резултати, предлог за изменување на статутот на ДМ, по 3 избор на председател, од председателство и генерален секретар на партијата. По 4 иницијатива за политичко окрупнување и по 5 размер. Ги имате материјалите и сега да почнеме да работим по дневниот ред. Дали се уште овој дневен ред? Дали има некој предлог проширување или? Добро. Ево, сум информиран дека има 38 делегати и мислам дека, како што констатира предходно, можеме да полноправно. 48, да. Ево, 48 корекции. Можеме полноправно да работиме. Сега.
Бидејќи нема дополнување на дневниот ред или измена, предлагам да почнеме со дневниот ред. За да биде се во ред на работата на седницата, да избереме еден записничар и 20 врачи на записник. Има ли доброволци? Еве, господина. Или ќе предлагате да предложите? Предлагам и Даниела. Ајде, Даниела, дали се прифаќа или Даниела да биде записничар? Повелете. И да избереме 20 оверувачи на записникот. Ајде, кој ќе предложи 20? Да чуем име, презиме? Трпко Спасовски и друг, кој беше не е слушал за... Ајде, за... Киро. Киро? И Трпко Спасовски, така? Мислам уште еден член подобро да се најде уште еден. Мислите три? Трпко и уште еден. Има... Ево, од Битола јас би предложен. Изvolite. Васка Петровска. Васка Петровска. Петровска. Само јас би замолил гласањето доди со рак. Дигање рак. Да. Мисли за комисија? За се со дигање. Добро, дајде да преминеме кон гласање. Поединачно или комисија, целата комисија да гласа? За целата да гласа. Ајде за целата комисија да не губиме време. Кој е за комисијата Киро Рашевски, Трпко Спасовски и Васка Петровска да бидат оверувачи на записникот? Благодарам. Има некој против? Значи едногласно. Одиме понатака. Комисија за верификација на мандатите на делегатите и усвојување на правилникот за избор на делегати за конститутивната седница на Централното собрание. Има овде еден предлог, комисија за избор на за верификација. Ако сакате може да ви ја прочитам или ако сакате, вие може да предложите. Ние да поедноставиме работата, има предлог Горан Свијановски, Ристо Цасконоја и Расим Мифтаров. Ако имате предлог, може друга комисија да се стави. Се слагате ова комисија? Кој е за ова комисија? Благодарам. Има некој против? Благодарам. Значи ова комисија е избрана. Сега преоѓаме кон првата точка официјално на дневниот ред, анализа на изборните резултати. Сега вие знаете, сте во тек за резултатите од изборите, покави се. Имаме некои членови кои повеќе беа вклучени во тие избори, па ја би поканил некој од нив макар да даде некоја информација за да бидеме повеќе запознаени околу тоа како ни беа резултатите, како исход и така причини за тоа и така натаму. Еве на пример ја би го повикал Трпко Спасовски, пошто беше вклучен. Или се јави. Ако има друг, некој нема проблем. Јас локално ќе разгледам. Вие генерално ако сакате. Генерално на партијата. Прво да ве поздравам сите кои сте денеска присутни на Централното собрание, да ве посакам добро дојде и да посакам успешна работа на денешно наше Централно собрание, кое е прво практично кое се одржува после основачкото собрание. Ние како партија сме една од најмладите партии во нашата држава. Се конституираме практично пред неколку месеци и имаше дискусии дали да учествуваме на изборите или да не учествуваме на изборите. Одлучивме сепак да се учествува на изборите. Тоа беше една дилема. Се поставија две дилеми, дали да се учествува или да не се учествува
и второ, дали ако се учествува, дали да се учествува самостојно или да се оди во коалиција. А мнозинството на партијата, во раководствата, беа да се оди секако на избори и да се оди самостојно. Од причини да видиме како стоиме, кој ни е рейтингот во државата. Имаше и други мислења, меѓутоа сепак мнозинството се одлучи за ова варијанта. Дури имаше некои претенциозни предвидувања дека ние ќе успееме и да се одеше до тамо да се освои власта. Дури до тамо се одеше, иако беше реално да се очекува тамо кај се кандидираме барем да освоиме 1-2 пратенички места. За жал тоа не се случи и тоа не е никакво разошарување. Имајќи го предвид младоста на нашата партија, се уште не воспоставена добра партиска инфраструктура низ целата држава, се уште недоволен број формирани општински организации и така натаму, ние излегуваме на избори така како што излегуваме, мора да признам, од раководството на партијата доста неорганизирано излегуваме. Доста неорганизирано. Ние не направиме ни изборен штаб, централен, односно републички изборен штаб. Не знам дали се направија изборни штабови по изборните единици, колку сум запознаен, тоа е доста импровизирано. Се што е направено беше тешка импровизација, што од објективни, а мора признам повеќе од субјективни причини. И ние такви, какви што бевме, како што бевме конституирани, излеговме на избори и поминавме како што поминавме. Освоивме вкупно околу меѓу 2300 и 2400 гласови. Морам да ви кажам, ги споредував гласовите со другите партии. Зад нас има 18 партии со послаб изборен резултат. Од тие причини ние можеме да кажеме дека добро сме поминале на македонската политичка сцена. Затоа што партии дури со 10-годишен партиски рейтинг има помал број гласови, по 200, по 300, по 400. Ние имаме меѓу 2200 и 2300 гласови. Од тие освоени гласови, најголем број се во изборната единица број 4. Ние иначе во раководството оценивме дека најдобро и најорганизирано се работеше во изборната единица број 4 и тамо се и најдобри резултатите. Иако тие не задоволуваат, затоа што не обезбедија влез на некој наш кандидат за пратеник и така натаму, но можеме да бидеме задоволни. Тоа е една генерална оценка. Прв пат се појавуваме на политичка сцена, се уште непрофилирани, се уште партиски неинфраструктурирани, што би се рекло, и така натаму, времето беше кратко, плюс тоа, реков, кога кажам за субјективни некои проблеми, ние имаме тешки проблеми во раководството на партијата. Јас кога ќе го образлагам предлогот за промена на статутот, ќе кажам некои работи околу тоа прашање. Сега само се држувам на ова. Наша оценка е дека можеме да бидеме задоволни со нашето излегување и промовирање во јавноста на овие избори. Благодарам. Еве уште еден. Јас претходно се јавам. Добар ден на сите и пријатна работа. Мило ми е што ве гледам во толкав број, за разлика од многу други партии, како што рече претходниот говорник, кои се веќе во распад, ние сепак екзистираме како една млада партија.
За успесите на предходните избори мора да има некој кривец. Ние треба тој да го посочиме. Најверојатно е нашиот предходен избор на тој централно собрание и на тие тројца председатели. Така да јас мислам дека текот на денешната работа ќе треба да се разгледа и тоа прашање. Колегата предходно можете спомни. Ние треба да решиме на еден начин што за нашата работа да има една хиерархија на самото движење на нашата партија, да имаме еден председател и неколку подпредседатели, двајца и еден, со кој што ќе се координира работата на целата партија, да имаме увид, а не како предходните партии, ние имаме тројца председатели и секој за себе работеше. Конкретно ево ние во Битола, во текот на предходните припреми многу малку се огласи предходното председателство. Дали 2 пати или 3 пати дојде и бевме оставени на милост и немилост, без никакви средства апсолутно. Ни динар не беше, што знаеме дека финансијата е многу битна во текот на овие избори. Немавме ни канцеларија, па иде наваму натаму, се снајдовме и оформивме ова едно тело, наше сопредседател, подпредседател и членови, така натаму на тоа председателство. Во меѓувреме што се случува, од одгоре ни кажува дека нашиот избор не важи и се формира ново паралелно председателство, паралелен комитет ни формира. Така да моравме да консултираме председателот, Тони Гичевски, тој ни рече, тоа е одлука, донесена во Прилеп и вие опаѓате од комбинација. Ние се чудиме сега што да правиме, ајде го консултиравте Јанко. Мислам дека цела една вечер се дискутираше и на крај останавме ние, како такви, а тие предходните поминаја во Македонска алијанса. Сакам да кажем дека ако работиме сега понатаму, да не ни се случа вакви паралелни комитети формирање, да бидеме монолитни, единствени и да продолжиме да работиме. Нормално дека ќе треба да направиме една финансиска конструкција, еден план, еден пат по кој што треба да одиме и да не отстапуваме. За таа цел, затоа е битно ова тројно председателство да се скрати, да се намали на еден председател кој што ќе координира работата и ќе сноси одговорност. Нормално за ситуацијата која што ќе налага времето и во текот на овие наредни што идат избори локални и така натаму, кои што знаеме дека се многу важни. И да не ве замарам, изборите во Битола помина некаде околу 12 сатот, имавме околу 485 гласи и бевме на трето место одма после ВМРО ДПМН. Верувајте, во некои единици, во некои селски единици нема ни глас соодветните по еден или 2 гласа соодветните партии, што значи дека ние можеме и понатаму да продолжиме како партија да се движиме, да им опонираме на другите партии, ако имаме план и статут и една хиерархиска работа во оваа партија. Би се заблагодарил на Јанко Бачев за целата поддршка во текот, барем не финансиска, ама вербална и така натаму, што ни ја даваше и не храбреше, не водреше да издржиме и дојдовме до некои резултати што се поволни и мислиме дека тие ќе ги подобриме во текот на понатамошната работа за наредните локални избори. Благодарам на се и би дал збор на мојот председател, нешто да каже во врска со понатамошните исто. Добро, благодарам на господинот од Битола, пошто не му замиме презиме. Топалов, господинот Топаловски. Има некој друг за збор? Тоа беше информација. Може се да отвориме дискусија, идеи, насоки за идни избори, ова е важно прашање. Да бидеме отворени, ние партијава ја формираме да инсистираме како партија, нормално се бориме за реализација на програмата која што ја имаме и ќе ја имаме, но при тоа една задача ни е да учествуваме во изборите и секако да преку тие делегации, делегати, да учествуваме во решавањето како на државните проблеми, така исто и на оние во општините, нормално, локалните проблеми за нареден период. Затоа би било добро
да отвориме малку дискусија, да видиме насоки и така натаму. Ако има некој. Еве, господинот, говорете. Добро да се представувате и да се запознаваме, по таа смисла ми е. Добар ден, јас сум Цасконој Ристо, председател на Општински одбор Струмица. Сакам да кажам во врска со изборите во број 4. Или конкретно за активност на партијата за овие избори. Прво една вака забелешка е моја лична, зашто господинот председател не свика ниту еднаш заедно оние што беме делегати овие 5 избори единици. Тоа е една најверојатно најголемата грешка. На втора грешка исто така што секоја единица си имаше своја програма. Секој настапуваше со различни цели. И, например, е вака да истакнам за број 4. Например, господинот Јанко Бачев најверојатно имаше преку 10 настапи на телевизиски станици локални. Струмица, Штип, односно Струмица, Неготино, Кавадарци, Гевгелија. Во Струмица имаше, колку што знам јас, бидејќи Јанко Бачев освои близо 1094 гласа. Со тоа, бидејќи во Струмица имаше 3 настапи и доби најмногу гласови. Ако исто го направија и господинот председател Тони Гичевски во единицата, кој освои не знам баш точно колку, околу 190 гласа, тука некаде, а да бидеш прв на листата во најакти единици и да освоиш најмалку гласови, тоа е нешто, неки зборува неорганизираноста на самиот врв. Затоа понатаму, кога веќе иште на славот беше грешка, што веќе спомна господинот оде пред мене, немаше изборен штаб. Ние во оние локалните вака немавме насока барам дадене, да имавме некоја насока, ќе беше многу подобро и полесно и се добиеше и некој глас повеќе без разлика што е вака излезе. Бидејќи ако веќе усвоивме заедно 5 единици, над 5000 гласа, ќе бевме далеку подобри. Еве за Струмица. Струмица бе пред нас само СДСМ и ВМРО ДПМН и СПМ на Дзинго. Значи позади нас остана тамо близо 17 партии. Целата година, кога веќе барем еве се кидат локалните избори, има еден тест, во Струмица имаме барем во една општина се очекува да има за 2-3 месеци избори. Поради едни причини оправдани во една општина, тамо Василево. Па и се тука, веќе овде централната председател мора да веќе да размислува за како ќе настапиме во оваа општина, Василево. Па затоа уште од сега она што ќе избере председател треба да седне и да разговараме најдобро и директно во базата. Бидејќи ова село Василево можеме барем нешто да направиме таму, да ја покажеме силата барем. После има уште еден начин пак да ја покажеме силата. Пак за овие 3-4 месеци. Спрема тоа, изборите мора да бидат организирано од основата, а не како што беа сега 5 изборни единици, 5 програми. Ете, тоа беше за вака од благодарам. Добро. Благодарам на господинот Цасконоја. Ајде, ево, председателот на оградното од Битола. Ќе ни се представите, знаеме за кој се работи. Добар ден, јас сум од Битола председател на Новоски Костар. Би сакал да кажам со изборите во нашата изборна единица, во кој можам да речам дека се многу неозбилни. Према тоа и луѓето кои не вода испада дека се нестручни, не се доволно припремени, не остаа на милост и немилост. Пред изборната кампања јас многу ни ветува, ние бевме собрани на 2-3 пати и јас бев многу задоволен, пошто јас не сум ни член на партија, нови претходни, и рекол како млада партија ова, ќе се зачнам во народно движење. Почнуваат изборите, ние се прашуваме, кај се луѓето тие што не воде? Немаме ни простори и просто не знаете дали ќе се одржиме како партија во Битола или едноставно ќе не има. Многу од тие моите пријатели кои, например, стапија, кои за нас гласа, баш мило ми е што самите тие иницијатива дава кај сте вие, кај е вашата партија, и јас не знам што да му речам. Ние се сложивме, отворивме што отворивме, меѓутоа, финансиски ни рекоа, вие попомагајте, ние се за вас. Така настапуваше Гичевски во април, кога бевме на промоција.
Вели, давајте вие пари од вас, ние ќе ви дајме. Ние од Битола потрошиме доста пари наши лични, меѓутоа не жалиме да ги потрошиме. Али мило ми е тие да ги видев тука двајцата, барем еден збор да кажеа, да ни се заблагодаря на лагите. Не, мислам, према партијата, према лагите кои што ни ги дадоа. Изгледа ми е сето тоа ќе го пребродиме, се докажеме на изборите, убаво поминавме, према другите партии, во иста сме зграда со либералната партија, гледавме тие какви избори правеа, шо делеа, шо покори делеа, шо кафење, шо окуби. Тоа беше права гозба. А ние, ете така ќе дојде децата по едно стило, кој имаше, ќе даеше, или по една мајичка, кој негде најдеме споредно некој луѓе нешто ни понудија, поевтини негде да помириме како партија. Второ, изборен материјал никако. Никако изборите почне, ние нема на плаката загача. Јас не можем да сватам како може вакви луѓе да водат на партија. Тие се обични, не знам како да ги наречам, лажови се, како не знам, не ги осетува луѓето од совреме и требаше совреме тие, не да си да остават. Тие треба и да одговарат. За мен ова е криминал, не е нешто друго. Точно криминал. Ти да бегаш од партија, да од друга партија, значи целта беше да се турне ова партија, да се омаловажи партијата, да не постои партијата, а ние оформуваме партијата. Значи тие бе како колоши, како шпиуни во партија. Може и работеа со цел за некоја друга партија. И ми е мило, ги сакал да ги видам овде, пошто со нив два пати, три обавиме еден разговор и многу така делува оптимистички дека ќе наставуваме, дека имаме сили. И јас можам тоа да речам, да се заблагодарам на вакво присуство. Јас не ги знам луѓето, ние од Охрид не ги знаеме, потресени знаеме. Ние не се знаеме, ние избори правиме, луѓето не се познават. И мило ми е вака и би сакал да контактираме повеќе со комитетите, додиме, да идиме, да имаме еден протокол, една работа заедничка, да си помагаме, што можеме, кој мислам во кој обим на работа може да поможи и мило ми е што овака пат се гледаме и би сакал како председател од Битола да ве поздравам и да ви честитам успех. Благодарам, господине. Други некои? Ајде, изволте. Поздравам сите. Јас сум представник од Прилеп, моето име е Горан Неделковски. Покрај ова што беше кажано во овој правец, би сакал да додадам уште нешто. Нема оправдување за тоа што подолго време не видовме ниту председател Личевски, ниту некој од членовите да не посети, мислам, да даде некој упаца, некои директиви, ако некој на повисока функција би требало да биде попаметен, па да ни каже отлика што би било попаметно да се действува. Ние не бевме посетени, значи, освен митингот во Прилеп, а верувам дека и сите други. Така што нема оправдување за тоа, но за мене уште поголемо, мислам, вина гледам во тоа што председателството, мислам, луѓето кои што бе задолжени, не учествуваа во јавноста. Воопшто не постоја и не се покажа во јавноста. Тоа, мислам, тешко можам да го прифатам. Во земјава имаме толку многу настани на кои што треба нешто да се каже. И ние, ако сме народна партија, ако сме со народот, ако би требало сето тоа да не боли, за да се напише некоја, да се повика пресконференција или да се испрати некое сообщение до некоја телевизија или некој печатен медиум, доволно е да се има пенкало и хартија. Значи, во оваа ситуација не се работи ни за средства, не се работи за ништо друго, само се работи за една волја да се действува, волја да се помогни, волја да се биде присутен меѓу луѓето и меѓу народот.
Така што тоа е оно што јас би сакал да го дополнам како оне голем недостаток што го гледам, што оние органи кои што требаше да не представуваат потполно потврлија. На кој начин, како една млада партија, ние можеме некогаш да излеземе напред во јавноста, како да излеземе како да кажам, од политичката сцена, да излеземе понапред, ако воопшто никој не излегува да ги искажува нашите стави, не излегува пред народот да се представи себе си како нивен представник. Тоа е што би го дополнил во однос на оно што претходните дискутанти го кажа, а исто така би сакал нешто лично сметам дека партијата без оглед што е во опозиција, сметам дека од опозиција може да се направат многу работи. Ако се има власта, тогаш може директно да се нареди ова да биде вака или ова да биде онака, но и во опозиција на еден посреден начин можеме да влијаеме како на поголемите партии, така и заедно со другите да оствариме некои влијанија едноставно воспитувачки, да действуваме во своите средини и да поправаме многу нешта што, да речеме, сметаме дека недостасуваат. Благодарам. Благодарам на господинот Горан Дабовски. Изволте, ни се представи се следниот дискутант. Да ве поздравам, јас сум Глигор Илиев од Општинскиот одбор Кавадарци, председател. И би сакал да ви кажам малце по-концизно и по-сликовито, а вие да размислувате. Околу анализата на резултатите ние имавме проблеми во Кавадарци, исто така како глобално и за четворката изборната единица број 4, каде што имавме такви проблеми, но ги решивме на за многу краток рок. Тоа истото треба да го оцениме и на централно ниво. Тоа што ние многу работи не знаевме што се случува. Затоа што бевме ние многу преокупирани со изборите, не би сакал да преудицирам дека четворката најдобро работеше, него тоа вие размислете кој таму бил носител, со извинување према двојката и петката, ја би ја правил анализата меѓу луѓето кои беа носители на листи од фактички председателите на партијата. Председателот Тони Гичевски во изборната единица број 1, тука пред мене ги држам резултатите испаднати во весник за секоја изборна единица, за секоја партија. Прво би сакал да кажам генерално. Председателот на партијата Тони Гичевски имаше 190 гласа. Уште еднаш се споменам, 190 гласа. Рекол со извинување на двојката и петката, нема да ги анализираме од причини кои што ги споменат, тоа што беа зависни од баш тие. Председателот Тони Гичевски и некои други кои му обеќава и треба да направат нешто за нив. Председателот на извршниот одбор Александар Диневски во изборна единица број 3, 420 гласа. Сега ви кажал нешто друго. Во Кавадарци имавме 240 гласа и ние не бевме задоволни. Правивме анализа недела дена и направивме што направивме. Сега би ми било драго мојата констатација кога се вратив, јас бев председател на изборниот штаб за Кавадарци, до 1 саат упорно, напорно ги чекав резултатите и ги дочекав. Секој верувам работел како што можел и умел, но кога драго ми е пак да споменам, затоа што тогаш ми беше првата констатација што ја споменам, да Општинскиот одбор Кавадарци
да го преселиме во село Марена. Тоа истото сега јас да беа тука господата Тони Гичевски и Александар Диневски, и ако и мене телефонски некои работи ми кажуваа, што јас сега и тогаш и сега ви кажам во очи, Скопската изборна единица број 1 со 47 гласа во село Марена, јас тоа го реков тогаш, тоа е 1/4 бурек од гласовите во Кавадарци. Тоа истото, дури и повеќе од четврт за изборна единица број 1. Тоа не е одржливо. 10% од изборна единица 3 на еден председател на извршен одбор. Тоа не е одржливо. Тука да и него ќе му кажем. И само една друга констатација, дека после тоа сумирани резултатите, 55 вкупно Народно движење за Македонија има 2247 гласа, четворката има 1109 гласа и се наоѓа во четворката на 10-то место, од 38 партии во Македонија и група на граѓани, на 10-то, а во Кавадарци беше на 6-то место. На ниво на Македонија негде од прилика сега на брзина израчунав негде сигурно 16-17 место. Значи 55 до 60% од гласовите беа на изборната единица број 4 кај носителот Јанко Бачев. Пак ќе потенцирам, само кај тие тројца луѓе јас сакам анализата да ја вршам и еве вака ја вршам. Што направил Јанко Бачев за четворката? 60% од гласовите, а господинот председател Тони Гичевски не направил уствари, затоа што село Марина во Кавадарци имаше 47 гласа, не направил ни четврт бурек. Тоа е факт. И господинот Александар Диневски, председател на извршен одбор, има 420 гласа, фактички само едно село ги фати 10% од неговите гласови. Значи, сакам само да ви напоменам, да ви кажам кој работел за оваа партија од овие три клучни луѓе на партијата и кој заслужува. А кој заслужува е тука, а кој не заслужува и не се тука. Мене ме е жал што не се тука. Благодарам, од мене толку. Благодарам на господинот Григорий Илиев. Дали има друг за дискусија? Изволте. Јас сум од Битола Цане Јовановски. Сакам да ви поддржам овие претходни дискутанти и да кажам дека и во нашата изборна единица имаше големи пропусти. Председателот воопште не се појави таму, макар што беше уредно поканет да дојде да гостува и на телевизија, на медиумите и на било што. И секогаш велеше ќе дојдам, ни еднаш не најде за можност да дојде. Идеше на пропутување од Охрид, ќе застанеше во Битола на 10 минути и заменуваше. Ние имаме добри изборни резултати, добри гласачи, добри се, али немаме председател кој да не води. Сите ни велеа кај ви е председателот еднаш да се појави да каже. По последно време сега, јас не знам што се случи тука, и мене лично беше печатот Битола од партијата во мене. Телефонски ми се закануваше дека ќе ми поднесат кривична пријава да му го дам паралелно председателство печатот и да му дам се. И затоа сакам да биде тука, не сакам да го критикувам, да кажи како ќе биде и што ќе биде понатака. Али со вако председателство јас не можеме ние да работиме. Обеќаваше порано дека ќе донесат финансии и секогаш велеше од Битола само за пари ни се евуваат. А ево нека кажат сите, ни 5 пари не ни дадоа нас. Па нему ни бараме ние. Нека оди работата, ние сме млада партија, имаме добри резултати и сакаме во иднина да бидеме поарно. И затоа нешто ако се менува, да се менува и да се прави што поскоро. Толку имам јас, нема што да кажам. Добро, благодарам господин Цане Јовановски. Дали има некој друг? Ова е.
Јас не сакам да зборам први, пошто бев носител на листата број 2, на некој начин сум прозвани да кажам. Точно е тоа дека Скопје не беше организирано, не беше општо организирано, самото председателство. Во смислу, први беше дали ќе излеземе на избори. Кога излеговме на избори, да не речеме, имаше некои единици кои беа организирани. Двојката јас излегов по силом прилика за да ипак се појавим, затоа што не беше смисла да речеме сега на 4 единици се појавуваме, на една нема да биде појавени. Рековме на петката нема се појавуваме. Сега на двојката, да ја кажем право, и не можехме многу да направиме. Зашто не можеше? Па нити имавме, нити ги познаваме луѓето, не знаеме каде. Едноставно го прошетавме теренот, разговаравме со луѓето и сакаме да го видиме нивното мислење. Меѓутоа, и оно што го рече еден дискутант претходно, сите настапувавме сами, кој како ќе му тегне. И стварно така беше. Ние бевме формирани во 5, да речеме сега изборни единици, имавме една централна програма, еден централен статус по кој работиме, меѓутоа самиот изборна програма, самиот начин на избори, самото годување на луѓето се препушти на нас, сите тие што требаше да ја водат работата, тоа да го организираат. Јас го испитав теренот многу подобро и видов дека СДС фактички имаше све покриено. Само Куманово, да ви кажам, имаше 110 души задржани, тачно човек на територија. Секој човек се знаеше која територија покриена и дојдов да дадените информации и уште тогаш секретарот на општината ми ги каже. Он знаеше тачно во секое место колку гласачи има. Он ги има изброено гласовите. Не знам, може да приметивте дека СДС уопште не се залагаше на самите избори. Едноставно шета из државата, меѓутоа не се залага затоа што веќе се знае. Тоа ми укаже на едно размислување дека партија не се прави пред избори. Иначе од сега 2 години имаме време да почнеме за локалните избори. Значи ние мораме терено да го обработиме. Ја не знам, може и некој знае, јас се огласив во печатот пред самите избори со 18 сообштенија на кои им честитав, едноставно на СДС, затоа што СДС го имаше обработено теренот. Си имаше фатено тачно секој човек. Јас сега еден пример само да ви кажам. Тоа е селото Речица, отидовме 2 дена пред изборите. Тоа е српско село, пошто имав таму некои луѓе ги познав и ги прашав за кого ќе гласате. И ми рекол отворено за СДС. А зашто вика имате српска партија, зашто за СДС? Па вие до сега вика цело време србите гласахме и тоа ништо не добивме. СДС дојде конкретно, ни кажа ќе ни направите тоа. Ни понудија што ќе ни направат за 4 години. И ние сите се сложиме. Они самите мене вака викаат, ние ќе ти ги дадеме 200 гласови сега вика. Собора не беа поиша тука, толку народ. Еве сега ќе ти ги дадеме 100 гласови вика, да видиме што ќе ни понудите. Ја што може да им понудам? Дали можем нешто да им понудам така? Знам дека тешко може да победиш, а што да им понудиш? И замислите ги даде гласовите за мене и ја што сум направил? Си ги излажав луѓето така. Значи не е само додиш некого да го излажеш во моментот да даде гласови, а после не можеш да му помогнеш или да му оствариш. Завишите Речица, сите ќе знаат од СДС дека они дадоа за Народна Речица Македонија после изборите и ќе рече што сакате ја водел, нема вода. Значи луѓето веќе малце се размислуваат на самите избори се пазара да речеме. Значи јас кога видов дека теренот е обработен, секаде кај што беше, ја чак и на луѓето им рекам гласајте за тие што размислувате, немате да гласате за мене. Ја чак се зачудив, 135 души, не знам колку беа за мене, јас се зачудив од кај не, од кај тој, ја не ги познавте ли? Јас самиот се изненади со 130 гласа. Некој ќе рече малце, меѓутоа мислам дека е многу за мене. Ја немам толку родини, немам толку пријатели. Сакам да кажам дека ние ако сакаме да наставиме мора да обработиме терен. Шаре можеме да дискутираме колку сакаме. Значи теренот се обработува. Али теренот што се обработува? Теренот на тие што треба да им понудиме и да им кажеме дали програма, дали за оваа држава што ќе направиме или нешто, ние мора да им понудиме. Ние не можеме да разбиеме гласови веќе во Македонија на некои памфлети, на некои изјавувања, и ние да изјавиме сега, да излезем, па да речеме конгресот ќе го држиме во Солун. Како ќе го држиме конгресот во Солун? Тоа лучше можеше на времето да кажам кога немаше инфраструктура, сега не можеме тоа да кажуваме така. Значи, ја, по моје мислење, ние ова што го постигнавме се добри резултати и ја не би рекол дека треба да се одесхавува сега работата.
треба да се продолжи да се работи по теренот. Јас исто така честитам на изборната единица 4, затоа што таа е најдобро обработена беше од сите. И мислам и понатака може да се обработува, има простор, не само таа, мислам сите надвоја што се многу полесно се обработат него Скопските. Скопската единица и двојка е една друга структура на луѓе, другаче се обработува. Може да кажете во една зграда, кај што ја живеам, едно село на из територијата на Македонијата. Значи, многу тешко се обработуваат Скопје. Значи, треба да се најде модус како така се работи. Што ќе им се понуди на тие луѓе? Друга една беше една, вака јас, последните 3-4 дена, кога видов како партиите настапи СДС и ВМРО, ја настапив со една, да самоволна програма. Тоа го рекоа многу другари ми века ти веќе почнеш чак и упечатот се огласив со една друга концепција. Една концепција која не беше промовирана во партијата. Народно движење Македонија никогаш не се дискутиравме ние потајно меѓу нас, меѓутоа не беше тоа обзнанено. Јас се појавив со една програма, реков дека на Македонија не ги треба политички партии. Тоа го добив од сознание од теренот. Јас кога почнав да шетам по терен, ја видов дека стварно таква една идеја, дека е добра и дека луѓето прифаќаат. Тоа не би сакал се да дискутирам опште, само не би сакал ни да се оправдам зашто така се огласив. Може да бев крив, може да не бев крив, меѓутоа мислам дека добро што го направив, видов како размисла народот со една таква концепција. Ја ова партија настана расправи дали се оди понатака, дали се двоиме, дали се оди на една страна, на друга страна. Ја да ви кажам, мојата идеја во живот е, не не откажам никогаш, јас она што го осетив во самите избори, мислам дека ќе продолжам во тој правец да работам, дека на Македонија не треба политички партии. Тоа не значи дека јас ќе бидам против партијата. Јас во самата партија, само 2 минути, самата партија, јас една, мора да има една, како да речам, некој ќе мисли едно, некој ќе мисли друго, па ќе видиме која ќе е подобра за партијата или за државата. Така да јас сега само сега да кажам тоа што го направив и мислам дека нема за зло да ни се земе, ако тоа го направив. Друго немам што да кажам, да се продолжи со работа. Благодарам. Благодарам на господинот Лазо. Има некој друг за дискусија? Ако нема, ова точка да заклучиме со констатација дека сепак треба да бидеме задоволни, иако при решавањето на тоа дали да одиме самостојно како партија, јас лично, заради краткото време, бе против да одиме на изборите како самостојно. Без за тоа да негде искоалицираме. Може би и времето беше кратко за коалицирањето, но во секој случај треба во наредна кариера да водиме сметка за нашата позиција. Иначе, мислам дека и ЛДП да не коалицираше со СДСМ немаше да овие, и било кој. Имам впечаток, а и воопшто констатација дека кај нас овие две партии, нормално на другата страна албанските, ќе ја водат битка. Сега овој мандат може би СДС и може би другиот, али после ќе дојде ВМРО да помогне. Да бидеме отворени, тие се и финансиски јаки, едната и другата, и имаат инфраструктура, но не треба да се окажеме од нашата позиција. Ние треба да работиме. Дали ќе останеме сами како партија, прво треба да одиме тоа да ја зацврстиме партијата, а ќе видите таму во 4-та точка има некоја иницијатива, односно идеја за подобрување на позицијата, но овој пат треба вака да заклучиме, сепак со констатацијата дека сме задоволни од резултатите постигнати, за разлика од партии кои долго постоеле и кои подолго време работеле, за разлика од нашата партија која работеше месец-два, да речем. Пред месец-два се формира и излегуваме на избори, затоа имаше и дилема дали воопшто да излегуваме на избори. Еве, со оваа точка завршувам и преоѓаме на другата точка, предлог за изменување на статутот на Народното движење на Македонија. Имате кај вас вие предлог
Evo, ja sam zapišao tuka, je referirao u izmeniče gospodinu Trčku Spasov. Bo pokazano vam da. Ja će nastojan da budem maksimalno kratak. A mislim, должен sam da kažem zašto pristapime kod ova inicijativa, a и со историјатот на случувањата во раководството на партијата кои доведува да предложиме да инициираме промена на статутот. Видите, а тоа ќе го сторам од причина што очекувам после ова Централно собрание, оваа партија да излезе многу посилна, многу појака и со нови сили и со нов елан да тргне да се бори за своето место на македонската политичка сцена. Како што гледате, двајца наши членови, раководители, ни забија нож во грб. Председателот на партијата и председателот на извршниот одбор. Значи, практично ни забија нож во грб, коректно ќе беше да